Болки во желудникот, гадење, мачнина и течна столица се почесто се јавуваат како дел од симптомите на сезонскиот грип и COVID-19. Лекарите предупредуваат дека инфекциите не мора секогаш да започнат со кашлица, мускулна болка или покачена температура. Туку кај дел од пациентите првично се манифестираат со гастрични тегоби. Со текот на развојот на болеста, симптомите може да се испреплетуваат, особено во периодот кога истовремено циркулираат повеќе вируси. Болки во желудникот, гадење, мачнина, некои се и со течни столици, може да има и фебрилност, малаксаност, намален апетит. Така да оди во склоп со симптоматологијата кој што владее во периодот. Се уште е присутен COVID, значи кој што веќе мутирани, сме навикнати и живееме, така да кажеме. Така да понекогаш симптоматологијата се испреплетува. Доста чест кај пациентите кои што сме исследувале изолирани респираторен синтетијален вирус, инфлуенца А, инфлуенца Б. Така да дел имаат изолирани и аденовируси, така да понекогаш симптоматологијата се испреплетува и не секогаш грипот се манифестира со кашлица, мускулна болка, покачена телесна температура. Можеби на почетокот се овие симптоми, меѓутоа со текот на еволуцијата на болеста доаѓаат и манифестираат и гастрични тегоби. Доколку ситуацијата се влошува, а болката е се посилна, доктор Митрова апелираше пациентите да ги посетат своите матични лекари, со цел да се спречи оваа состојба која може да предизвика доста последици. Посебно апелираше да не се земаат антибиотици на своја рака, бидејќи истите не влијаат на вирусот. Значи препораките се добро општо познати за целата јавност, односно за секоја, за сите, и го апелираме веќе последните години, сите го знаат како да се заштитат. Меѓутоа, ако веќе пројават симптоми и ако симптомите не се намалуваат, односно болката станува појака, неподнослива, го влијае во секојдневието, течните столици се многу на број или повраќање, секако да поберат помош од својот матичен лекар за понатамошен третман и совет, затоа што кај некои, ако веќе имаат некои коморбидитети, и како може да бидат, да не поминат лесно. Општите препораки за лесна храна, мирување, изолација, витамино, да не земаат антибиотици на своја рака, затоа што сите овие се вируси и на вирусите не делува антибиотик. За ваквата ситуација, според лекарите, е дозволено само пробиотик, електролити, лесна храна, мирување, топли напитоци, а потребно е време додека грипот целосно исчезне.